Од срцето на градот и овој викенд раскажуваме нови скопски приказни. Со вас, Катерина Тодевска-Спасич. Добре дојдовте во уште едно издание на Скопје Але. Кого ќе гледаме овој пат? Марина Поп-Панкова. Таа е во семејството на многу познати музичари, едниот во Бизбес, другата во Македонија и како своја солистичка кариера избрала актерство заради тоа што можела да биде се. Марина Поп-Панкова, здраво, живо! Здраво, Благодарам на можноста да си помоабитиме. Тебе ти благодарам за поканата. Ето така, а кога сме веќе овда, најблиску ни е една градска кафеана која што прекрасно изгледа и која што привлекува секогаш заради тоа што има што да се зборува и за неа, но и за Скопје во неа. Така е. Да, одиме? Одиме. Марина Поп-Панкова. Да сватите дека е не Поп-Панкова, туку Поп-Панкова. Здраво, живо. Здраво. Добре ме најдов. Ете, супер добре ни дојде во уште едно издание на Скопје Але. Морам да те прашам на што се те асоцира прво овој дел, овде каде што сме во еден прекрасен амбиент, кога Скопје заживува пролетно. Значи, овој дел од Скопје прво ме потсетува на приказните кои што сум ги слушала како дете, од моите баба, дедо, од мојот татко, затоа што домот на моите баба и дедо бил токму тука, преку камениот мост во Пајкомао. Значи, баба ми по потекло е од Стара Нова Бања, тоа е местото на денешните факултети, а куќата на дедо ми била баш тука кај што е училиштето Свети Климент Охридски. Така што целиот овој простор ме потсетува на моите корени. Онаму од каде што потекнувам. Значи, еден од моите дедовци бил првиот пајтонџија во Скопје и токму рутата му почнувала од средното и основно музичко училиште Илија Николовски Луј преку камениот мост и околу плоштадот. Одлично. Одлично. Знаеш дека можеби е добра варијанта да го вратиме пајтонот во Скопје? Што викаш? Нели? Би се возела во Прекрасно. пајтон? Би се возела во пајтон и би се чувствувала како принцеза. Така е. Зошто да не? Значи во Виена се уште се тераат пајтони. Така е, да. Зошто да не и во Зошто да не и во Скопје? Прекрасна идеја. Што ти раскажуваат твоите родители за твоите баба и дедо, за прадедо кој што бил пајтонџија? Има ли некои спомени кои што вреди да се раскажат? Па секако дека има. Значи, моето семејство од страната на мојот татко е со потекло од Скопје и тука живееле некаде околу 300 години, колку што знаеме, да се вратиме наназад. Првично, ние сме биле исто семејство со семејството Димитрови, меѓутоа, откако Панко станува поп, семејството решава во негова чест, нели, да го земе презимето. Поп-Панкови. Поп-Панкови. Дедо ми е првиот монтажер вработен во Вардар филм. Одлично. Да. Значи има врска никаква со оваа глумава која што ја избра и со апсолутно. уметноста. Така е. Дедо Да. ми исто така бил виолинист, Драгомир Панков. Значи, уметноста е некако проткаена од двете страни на моето семејство, и од страната на татко ми и од страната на мајка ми. Кога е страната на мама во прашање, од каде пак таа го носи тој музички, да речеме, свој некаков печат? Така, значи, дедо ми Миле беше армоникаш. Ете, значи има од каде. Така е. И на тие надпревари прва армоника на Југославија, има освојувано први места. Браво. А баба ми Љубица беше прекрасен пејач. Дури и на терасата на кафеаната Балкан, која што била токму тука на плоштадот, таа пеела. Прекрасно пееше и баба ми Љубица, така што измешано е сето тоа и од генетиката не може да се избега едноставно. Сега кога сме кај генетиката, има нешто што, нели, твојата мајка веројатно и не знаела дека прави грешка, ама е направила грешката сакајќи можеби да не тргнеш по незините стапки кои што според неа и не се така лесни или нели со рози послане патот. На пред 9 години беше муабетот дека не знаеш да пееш. Да. До моја 9 годишна возраст, мајка ми беше убедена дека не знам да пеам. Татко ми како поранешен тапанар, значи беше тапанар на групата Бизбес, Папас,
он се обидуваше некако да ме воведе во тајните на неговиот инструмент. И со него некако си вежбав дома, стално ставав перничиња, ќе ми ги дадеше палиците, ќе почнеше и јас со да, него да ме заедно, учи. Да. Меѓутоа, мајка ми беше убедена дека јас не знам да пеам. И јас секогаш си пеев скришно. Баш кај што ти Значи- кажуваше дека не знаеш да пееш, тоа е уште пострашно. Да, веројатно, како што кажа, сакајќи да ме заштити од целиот тој трнлив пат кој што и таа и мојот татко нели го оделе. Меѓутоа, на 9 годишна возраст, јас решив да се појавам на аудиција за хорот Развигорче. Си пробам среќата, се вика тоа. Апсолутно, да си ја пробам среќата и во моето училиште дојде Бранка Костич, Мгм. која што ја правеше аудицијата и ми кажа дека треба да се појавам во сабота на проба и да ме слушне заправ. Јас се појавив на проба со мајка ми. Пред пробата, мајка ми, значи, го застанува заправ и вели, види заправ. Моево дете не знае да пее, ама многу сака, ај ти да го чуеш. Јас си влегов на аудиција, заправ почна да ме распева, јас почнав да си пеам, и си пеам, една, две, три октави, тогаш се уште бев сопран, сега и сум баритон, не сум ни алт. Добро. И излегува заправ после аудицијата и ја застанува мајка ми и вели, значи да ми го кажеше некој друг ова, може и ќе поверува. Ама ти, Зорице, што си пеач цел живот, што си апсолутен слухист, да ми кажеш за собственото дете дека не знае да пее, не очекував. Значи детето пее и детето лирски сопрани, и вакви сопрани сум имал 3-4 во мојата 30 годишна кариера. Така што детето ти пее. Одлично. Да. Ама не само што пее, детето почне да патува Апсолутно. на ниво на своите родители никако така, Така нели? е, така е. Значи, благодарение на моето членување во хорот Развигорче некои 9 години, го пропатував, па можеби половина свет. Значи, имавме надпревари и во Италија, и во Унгарија, отидовме дури и во Соединетите Американски држави, таму освоивме второ место во целиот свет. Второ место. Да. Браво. Да. Така што некако неминовно за мене беше јас да завршам на сцената. Зашто не ја избра музиката? А, Ја послуша мама и тато не ја или? послушав ниту мама, ниту тато. Јас едно време во моето детство не знаев точно што сакам да бидам. Подоцна кога станав средношколка, сватив дека ако сум актер, јас можам да бидам се. Така е. Да бидам и Буквално. пејач, и глума, И принцеза, и просјачка, така е. и лекарка, и учителка, и буквално се. И таа слобода која што ја нуди мојата професија е навистина незаменлива. Да, сакам да си пеам и нели си го правам кеифот со пеење, меѓутоа актерството ми е прва и единствена љубов. Одеше во средно музичко? Не. Не? Не. Добро, што Завршив избра? гимназиско гимназиско? образование, да. Каде? Во Браќа Младиновци во Драчево. Браке Младиновци, Во ветерина. ветеринарното Како се училиште. најде во ветерина? Затоа што бев одбиена во Јосип Броз Тито за половина бод. И сите кои што бевме одбиени од Орце Николов, Да, Никола да, Карев и да. Јосип Броз Тито, се дисперзиравме нели Да, по некаде, другите да, гимназии. Тогаш за прв пат беше после 30 на години, за прв пат беа отворени гимназиски паралелки во ветеринарното училиште и таму склопив едни прекрасни пријателства кои што траат ден денес. Таму ја оформивме првата аматерска театарска група, Браво. која што се викаше 007, Одлично. која што и ден денес функционира и постои. Значи таму бевме со мојот прекрасен другар Игор Ивковиќ, режисер во театарот за деца и младенци, со Горан Трифуновски пајак, кој што исто така беше во ветеринарното училиште. И започнавме со работа некаде 93-та година во тогашниот дом на млади, нели, што всушност Така е. беше и мој втор дом, бидејќи првите со Развигорче ги Беа имавме таму. Таму почнавме многу ентузијастички, со огромна љубов. Организиравме, Биш беше тогаш раководител на уметничката програма и организиравме фестивали. Имаше еден фестивал кој што за прв пат таа година се востанови, се викаше Споени садови. Тоа беше спој од фотографија, од театар, од филмска уметност, буквално се.
Потоа го основавме театарскиот фестивал за аматирски групи, кој што се викаше Лица без маски, кој што исто така подоцна се возобнови. Така што имаше место буквално за сите. Во исто време во Дом на млади работевме ние како 007, работеше Театар 57 со Русе Арсов, работеа Плагијатори без усул со Бојан Трифуновски. Така што Плагијатори без усул. Да, Плагијатори без усул. Работеше театарската трупа Црв. Црв се сикам, да. Да, Зорица Црношија нели беше таму. Мислам дека Дарко Димитров беше вличаш на кабли во тоа време, па потоа свати дека може нешто друго да прави околу музиката. Да. Така е. Работеше театарската работилница Едвуд, каде што беа Алек Росјаков, Јане Алте Пармаков. Буквално имаше место за сите. И сите бевме... Веројатно е подобро тоа некогаш време од ова сега, кога нема многу такви алтернативни и театарски дружини и некаква сцена која што некако заживува. Како? Така не недостига тоа? Многу ни недостига и многу се радувам на сите такви изблици на мецени всушност почнуваат да се јавуваат, кои што го даваат нели бесплатно просторот за користење, потоа има некаква компензација, меѓутоа се отворени и ме радува тоа што почнаа да се отвараат нови театарски простори за кои што не сме ни очекувале дека може да биде театар. Така е. Меѓутоа недостасува еден голем сериозен простор за независната сцена. Затоа што ја има, колку што гледам дека ја има и многу често вака. И постојано кубуриме нели со изнаоѓање на простор, бидејќи има многу ентузијасти кои што сакаат да го покажат она што го творат, меѓутоа немаме наш простор. Битев, да речеме, во Белград, почна да работат во фабрика на пуштена. Кај нас на пуштените фабрики, за жал, нели се претворат во нешто друго, наместо да прераснат во едни нешто такво. Културни една центри. хала да ви дадат и да можете да се искажете, да ги покажете сите нешта. Ајде да се вратиме малку на нешто друго, што се вика мода и другарување и излегување. Тие три аспекти. Излегувањето. Значи, првите излегувања беа во Хардрок, затоа што Хардрок ни беше во Дом МКЦ, во склопот на МКЦ, и ние имавме специјални пропусници, како членки, нормално, и влегувавме со пропусницата вака на врата. Аме Хардрок беше можеби едно, за мене барем поубавите диска, не знам, не дека другите не чинеле, ама тоа ми е никако. Тоа ми беше буквално втор дом, нели? Потоа местата за излегување беа МНТ. Тоа беше едно од поголемите диска со голем подиум на две нивоа, отворено, затворено, Мусандра, потоа Метропол. Метропол, така е. Се излегуваше во Корнер, се излегуваше... Значи го фати тој период. Корнер, Тропикана, Тротоар. Аквадро подоцна. Аквадро, така е. Што не беше тоа? Мед во парк, Мед во парк ми е едно од омилените. Беше малеско, сладко местенце кое што... И со базинчето направено подоцна. За жал многу брзо нели се згасна приказната. Згасна приказната. И не ни беше срам да излегуваме по фармерки, по дуксери и по патики. Најпријатно се чувствувавме. Значи немаше дотерување нешто? Немаше дотерување. Ова зборуваме како средношколци, така? Средношколци. Добро. После почна. Со пајак, со овие сите дружина во братско стебло 007. Со дружината братско стебло се разбира и со мојата најдобра пријателка Ана, со која што бевме пријателки од 4 годишна возраст. Интересна приказна за тоа. Јас сум само дете, нели, единка бев до мои 7 години. И веројатно, сакајќи да имам некое друштво, јас се сеќавам дека имав измислена другарка. Измислената другарка се викаше Ана. И си ја најде потоа? Јас некои 6 месеци откако се збогував со мојата замислена другарка Ана, ја запознав мојата вистинска Ана. Стварно. Со која што ден денес сме заедно и со која што сме практично како сестри. Каде се запознавте во Лисиче? Во Лисиче, каде што живеевме, бидејќи бевме единствени девојчиња кои што учевме во исто училиште и живеевме во истата уличка. Така. Да. И се уште другарувате? Се уште другаруваме. Што прави Ана? Ана е медицинска сестра.
Ана започна во нашата театарска А дружина. Јана беше 007. И Ана беше дел од Приказна. 007. Имаме една прекрасна Елена која што е денес обвинителка. И таа беше дел од 007. Имаме Владко Трошански и Слободан Трајковски кои што се професори по историја. Значи Се си има во таа се дружина. си има во таа дружина. Сите сектори ги покриваме денес. Другарува, има скопски приказни кои што значат другарување и од овој аспект сега. Знаете да се сретнете да Знаеме да напиете се по никое сретнеме, кафе, значи пијачка? најмалку еднаш во месецот А, ние си супер е седнуваме тоа. и си се дружиме и не само што евоцираме Да. спомени, туку и денешните случаи, нели, курентни кои И што се ни се важни. случуваат, ни се важни. Така И е. се држим Да. и се сакам. Не ми кажа само што рекоа мама и тато како уметници, музичари за твојот избор на глума? Рекоа не? Тато беше повеќе не, Аха, и ден денес имаме, нели, неле. требаше ти да бидеш наставник. Така. Требаше да бидеш професор, бидејќи се запишав на постдипломски по психологија. Психологијата е мојата втора љубов. Бидејќи всушност и мојата првична професија, нели, се бави со психологија. Така е. Психологијата на личност ми е омилена тема од психологијата. И неговата идеја е дека да, јас требаше да бидам психолог, Да. требаше да работам во училиште, пристојна, фина жена, бидејќи е тешко. На вистина е тешко да се избори човек со сите овие случувања кои што ни се околу. А мајка ми е мојот најголем поддржувач. Замисли, ја очекував дека ќе биде обратна приказната после Не. музиката. Не. Аха, Мајка ова ми беше е- како врачка за она што го Ете кажала, така. нели? Најголемиот поддржувач заедно сега со мојот син. Така е. Тие не пропуштаат ниту еден настап мој, ниту еден настан, ниту една представа. Значи со душа ги чекаат моите настани и се радуваат повеќе од мене. Кога сме кај Веројатно. синот и мама, има една иста приказна, само со во различни години, нели? Едната е кога 3-годишната Марина ја гледа својата мајка средена на телевизија и не сака да ја Така е. гледа и не е мајка. Така е. И она на твојот син од пред неколку Да. години, кога исто така ја гледа мама никаде на телевизија и повторно не сака да му е мама. Повторно не сака да ја гледа затоа што таа жена која што мојот Марко ја гледа на телевизија, нели, не е неговата мама. Неговата мама е без полна шминка, без фризура, неговата мама не секогаш е така дотерана дома како што е дотерана на телевизија. Меѓутоа сега се менуваат работите. Сега почнува да ме прифаќа затоа што човекот веќе има, како што вели тој, двоцифрена Бројка на години, тоа е многу речиси веќе. 10, да, Аха. и тој е возрасен дечко. Меѓутоа и тој возрасен дечко, ево го гледам дека полека тргнува Што сака глума? кон сцената. Леле. Значи, тој е водител на училишните представи. Супер. Она што многу ме радува е што го наследува талентот од татко ми, Значи со бубњеви Да. моди. што го наследува талентот исто така од татко му и е запишан во основното музичко училиште. И се надевам дека сега следнава година ќе се определи за ударните инструменти и си има зацртана цел човекот. Одлично. Добро е, кога ќе споменеме вака Скопје и се има. Има музичко Така е. училиште, средно, основно, има Така е. прекрасни објекти, нели, каде што се случува сцена, каде Да. што се случуваат театарски представи, Изложби, концерти, концерти, изложби и така така е. натаму, не му недостасува тоа. Да. По тебе, тоа она Скопје, да речеме, од времето на твоето детство, заради детството, младоста ти недостасува или не ти недостасува и ова ти е убаво? Може би ми недостасува дружбата, бидејќи некако во трката, нели, по кариера, по пари, по заработка дополнителна, некако се изгуби човечноста. Мене тоа е тоа што ми недостига. Не му недостигаат простори на Скопје. Му недостига човечност, му недостига блискост, му недостига пријателство, искрено. И му недостига време. Скопје некако ни е заспано. Да.
кога ќе почнам да размислам за Скопје, велам што се Скопје крие и знае, колку наши тајни знае и ги чува. Ги чува љубоморно Да. и Од незаборав. така е, Да. така е. Има многу катчиња на Скопје кои што ми будат разни спомени. Значи, живеев долго време на Ленинова. Добра. Некои 9 години имав стан под кирија на таа улица и бев баш во центарот на центарот, нели се ми беше тука на 2 чекори. Имам прекрасни спомени од Чаир, каде што го поминав моето детство, таму растев со мојата баба. Имам прекрасни спомени од Кисела вода. Имам прекрасни спомени од Ново Лисиче, бидејќи Ново Лисиче го знам уште пред да никнат зградите во Ново Лисиче. Пред кога беше бара. Кога беше бара. Баш така. И си одевме како деца да си играме на кога имаше шлајки па се правеа. Ете така, си игра џамли, си играше плочка, си играше сакате ли војска. Ми недостига тоа. Да. Кога сме кај тие игри, што се играше се во уличката во Лисиче? Јас и Ана бевме познати по тоа што се дружевме со машките. Нормално. И машките беа нашите Ако ви биле најмногу таму, само вие единствени женски. женски. Се играше сервис, се играше народна, се играше барабар со машките. Барабар со машките. Се крадеа цреши. Нормално. Одевме спремни со кесите од дома за да крадеме Регулар. цреши. Тоа е тоа. Да. Се крадеа цвеќиња за да им подариме на нашите мајки. Се беснееше, се лудуваше и се кршеа колена, се правеа красти, се возеа велосипеди и беше убаво. Убаво. Да. Исполнет. Така е. Од оваа перспектива си размислувала која е најубавата песна која што мама ја испеала? Најубавата песна за тебе. мене е Каде си. Каде си? Каде си. Тоа е песна од 77 година од Скопски фестивал и сметам дека тоа е една од нејзините најзрели интерпретации. Иако ги сакам и Диско пар, иако ја сакам Љубовта е односно од масата падна чаша, иако ги сакам песните на група Македонија, сепак тоа ми е песна. А песната од групата на мојот татко, која што ми е омилена, е Било и поминало. Било и поминало. Да. Бидејќи е таква меланхолична, сетна, со многу чувства. Си зборувала со нив за тоа како изгледа од таа страна кога треба да интерпретираш и кога треба да влезеш во целата приказна и да ја донесеш на најубав начин? Секогаш барам совет, дури и сега за последниот настап кој што го имав на Глумците пеат. пеат. Така. Одлични сте биле, ќе ве гледаме на телевизија веројатно. Ќе ми биде драго. Ќе ми биде драго некаде од септември. Што беше ти? Јас го пеев дуетот на Слажена Милошевиќ и Дадо Топич Принцеза со Горан Трифуновски пајак. Со кого не? Па со се разбира со другарот. Така е. Значи, секогаш барам совет од нив, бидејќи многу ми значи. Тие минале 40 на години на сцена. Не само по фестивалите, туку и по... Татко ми свирал долго време во барот, што бил кај Гранд Хотел. Holiday Inn. Има свирки во Орео Флат. Значи, буквално од Сабајле одеа на работа. Татко ми работеше во Народна универзитетска библиотека. Вау. Мајка ми работеше како наставник по македонски. Не знаев да не ми кажеше, сега не знаев дека е наставник по македонски. Супер. И значи од Сабајле они си одеа на нивната работа, ноќе одеа да свират, да пеат. И тоа беше прилично мачен период. И веројатно затоа ја немав јас поддршката да станам. За музиката. Да. Некаде пред крајот прашувам Скопје, але, се вика оваа емисија. Навивам за Скопје. За какво Скопје навиваш, иако во овој разговор кажа некои работи кои што ти недостуваат во овој град? Навивам за хумано Скопје. Навивам за чисто Скопје. Навивам за Скопје кое што ќе продолжи да ги чува нашите тајни. Навивам за Скопје кое што ќе се развива. Навивам за Скопје кое што ќе ги поддржува младите сили. И навивам
за нашето убаво Скопје да не го изгуби оној дух кој што го има со векови на нас. За такво Скопје навивам. Пред крајот ти реков дека ќе те замолам да ни отпееш нешто во чест на Развигорча, во чест на талентот кој што веројатно го има од двете страни и нема кај да бега, нели? Ајде сега направи го изборот и очекуваме еден мал само рефрен или нешто по твоја желба од онаа цела, како ја велам, плејада на прекрасни рефрени кои што беа испеани на Скопски фестивал. Мислам, че еден од најубавите фестивали на светот, не за Скопје. Така е. Да. Значи, рамо до рамо со Сан Ремо е Скопскиот фестивал. Едно од моите омилени песни од моето детство е Сеќавање на Маја Оџаклиевска. Да пеам малку. Да пееш за крај. А толку дни ќе останат во спомени, ко лебеди нездомени и само траги од деној драги.